Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за епистаза и што означува тој поим. И да започнеме, значи имаме, да речеме, два хомологни хромозоми, и имаме уште некои други два хомологни хромозоми. И сега овдека имаме еден генски локус, така и овдека имаме, например, друг генски локус, кај што и во двете нели имаме по две алели. Да ги направиме вака. Имаме по две алели. И сега, епистаза е кога еден ген, значи ова е еден ген кој има две алели, односно кога еден ген или алелите од тој ген вршат потиснување или пак маскирање на продуктите кои се создаваат од првиот ген, значи од овој црвениот. Например, овој црвениот, ајде сега да објасниме подобро, си прави некои протеини, така? Значи си прави некој протеин, ќе го направиме вака некој црвен протеин, и тој протеин е всушност маскиран од страна на овој синиот, односно дека со зелена боја. Значи ова го става вака како маскирано, така што се изразува, доаѓа до експресија само од зелениот протеин. Иако црвениот продуцира протеин, тој е маскиран од страна на зелениот. Исто така може да биде инхибирана функцијата, значи ќе ставиме минус како инхибиција, функцијата на овој долниот ген. Значи, епистазата се случува помеѓу две алели кои се наоѓаат на два различни гена. Значи, овдека имаме две алели, да речеме дека ова едната е доминантна, другиот е рецесивен алел, а овдека да речеме дека двата се само рецесивни. Сега кога еден алел, да речеме во овој случај доминантниот, тоа ќе биде, врши инхибиција или пак маскирање, значи ова е М ќе го пишеме, маскирање на продуктот од другиот алел, од другиот ген, тоа е епистаза. И овој ген, синиот, односно зелениот, кој врши инхибиција, односно маскирање, е наречен супресор ген. И зависно кој алел тоа го прави, може двата алела тоа го прават, или зависно во која форма се наоѓа тој ген, тој може да биде доминантен, дали да биде во форма на хетерозигот или пак на хомозигот доминантен, или пак супресорот може да биде рецесивен. Сега исто така, фенотипот кој ќе се изрази од овој ген, бидејќи се изрази од овој ген се рекува епистатичен ген, додека генот кој е супресиран се нарекува хипостатичен ген. Че вака да го повлечеме. Значи хипостатичен ген. И ова сега ќе го разгледаме низ некои примери кои ќе бидат врзани со ензимски врзани системи. Да речеме имаме еден ген А, значи ова е ген А, ген Б и да речеме дека имаме ген С. Така ќе обележиме со сина боја. Ген С. Сега малку се мрнеме вака. Сега генот А кодира за да се направи одреден ензим, ќе направиме вака ензим А. Генот Б кодира за да се направи одреден ензим Б. Сега ќе обележиме и генот С кодира за да се направи одреден ензим С. Сега сите овие ензими, да речеме дека се спрегнати еден со друг, така да речеме имаме си некои соединенија и започнуваме од соединение X. И соединение X треба да помине низ интермедиерни соединенија, прво интермедиерно соединение, второ интермедиерно соединение, трето интермедиерно соединение за да се стигне до некој си продукт Y. Така, стигаме до некој си продукт Y. Сега, ако биде контролирана целиот овој процес на првиот чекор се случува кај ензимот А, значи тој е најважен и тој може да прикрие работата на пониските ензимите кои доаѓаат во наредните чекори. Например, Б ако не работи, тоа нема да има никакво влијание врз А. Зашто А пак ќе си работи? А пак ќе си прави и ќе стигне до вториот чекор и тука ќе запре реакцијата. Додека ако не работи А, ако А не работи, тогаш не може да работи ни Б, не може да работи ни С. И затоа викаме дека А, генот, е епистатичен во однос, со бела боја, во однос на Б
и е епистатичен во однос на С. А генот Б е епистатичен во однос на С. Така? Односно, гените Б и С се хипостатични во однос на а генот С е хипостатичен во однос само на Б. Така, значи е хипостатичен во однос само на Б. Значи ова тука доле се хипо, ова горе беше епистатични. Епи. Значи генот А е епистатичен врз Б и С, додека генот Б е епистатичен само врз С. И обратно, генот С е хипостатичен во однос на Б и гените Б и С се хипостатични во однос на А. Сега ќе пробаме малце ова да го подразјасниме со некои примери на доминантна епистаза и рецесивна епистаза, но претходно да забележиме, да речеме имаме две хроматиди, тука имаме ген А, тука имаме ген Б. И сега овој може да биде дали двете бидат доминантни или овдека двете бидат рецесивни или различни комбинации. Едноставно овие заедно, ќе ги земам двете бои за да ги бирам цело време, даваат едно фенотипско својство. Значи едно фенотипско својство. И сега претходни примери зборевме како една алела е доминантна или рецесивна, нели тоа беше доминантна алела, рецесивна алела. Така, по овој случај имаме доминантен ген и рецесивен ген. Например, овој ген е застапен со две доминантни алели, овој ген може да биде рецесивен во однос на овој ген. Значи овој ген е доминантен, а алелите се доминантни и рецесивни. Значи претходно гледавме доминантни и рецесивни алели на ниво на еден ген, значи ова црвената коцка. Сега гледаме доминантни и рецесивни гени во однос на едно фенотипско својство. Само што не ги нарекуваме доминантен и рецесивен, го нарекуваме епистатичен, така, нели претходно зборевме, епи и хипостатичен. Значи тоа представуваат, дека тоа со обратни бои се направив, но тоа представува доминантниот ген и рецесивниот ген. И овие двете заедно даваат едно фенотипско својство. Значи двете заедно даваат едно фенотипско, сега не знам таму дали фаќа, ќе мрнеам малце, фенотипско својство. И повторно, за да не биде нејасно. Претходно разгледувавме во минатите видеа, нели имавме доминантен и рецесивен алел на ниво на еден ген. Сега имаме доминантен ген, односно епистатичен, и рецесивен ген, односно хипостатичен, на ниво на едно фенотипско својство. И сега всушност можеме да ги користиме истите табели како дихибридно вкрстување. Значи оваа би била табелата, само што ќе речеме дека така, и овдека да речеме сме направиле вкрстување нели на АА ББ со АА ББ. Каде што овие два гена, ова е првиот ген, ова е вториот ген, кодираат за едно фенотипско својство, така, едно фенотипско својство, и овдека овие два гена контролираат за едно фенотипско својство. Претходно кога разгледувавме дихибридно вкрстување, секој ген беше за различно фенотипско својство. Овдека двата гена одредуваат за едно исто. Е сега во овој случај, моментално што го разгледуваме, ќе реземеме дека А е доминантно, значи А генот, ако А генот се наоѓа во хомозигот со доминантни, или е хетерозигот, нели со едно доминантно и едно рецесивно, тогаш А генот е доминантен во однос на Б генот. Така. И сега кога ќе ја направиме оваа табела и разгледаме, всушност фенотипски можеме да добиеме, значи фенотипски 12 спрема 3 спрема 1 или пак 13 спрема 3.
И сега ќе ги разгледаме двата случаи. Сега со сина боја, пред ќе бележам секаде каде што А е или хомозигот или хетерозигот. И тоа се овие овдека. Ево вака. И го фатиме и ова овдека доле не го фатив. Значи, ова се на се 12 коцки. Така, со ова овдека, иако изгледа дека ја отстрани, всушност А генот е хомозигот. Значи, тука имаме 12 коцки, овој тука квадрат, и тоа е 12-ката. Така, сега имаме 3, каде што имаме барем Б, каде што е хомозигот или хетерозигот, и 1 каде што двете се рецесивни хомозиготи, и тоа е единицата. Сега може би 13-3, каде што ова едното исто спаѓа во сините, кај што А беше доминантно. Односно фенотипски ќе се добие истото како А доминантно, или пак ќе се добие истото како црвено, ако би се добило. Односно не може, значи мора да биде како А. Значи тоа си е сосема друг генотип, ама фенотипски ќе се изрази исто како што ќе се изрази каде што А генот е доминантен. И ова е доминантна епистаза. Така, каде што доминантноста на едниот ген, еден ген ќе биде доминантен, односно ќе биде епистатичен, ако се наоѓа или во хомозиготна доминантна или во хетерозиготна форма. Значи ова беше доминантна епистаза, а рецесивна ќе биде каде што А кога се наоѓа во рецесивна хомозиготна состојба, значи АА мало, тогаш кога е доминантен. И ајде да видиме што ќе се случи со белата во тој случај. Значи вака, ајде да ги избришеме бројките. Сега рачунаме, значи ова претходно што го зборувавме беше за доминантна епистаза, сега да речеме за рецесивна. Каде што повторно ќе земеме по договор дека А е доминантниот, ама сега е доминантен кога се наоѓа во рецесивен хомозигот. Хомозиготна состојба. И тогаш кога видиме кај А ќе биде мало доминантно, тоа е овие 4. Значи ќе имавме 4 кои ќе имаат дадено фенотипско својство, а дека ќе имавме уште 3 каде што Б ќе беше рецесивно. Значи ќе се изразеше А ќе се изразеше едноставно само заради Б што е рецесивно. Тука нема никаква доминантност, епистатичност, хипостатичност, него сега овдека се разгледувам исто како нормално би било. Значи тоа би било 3, нека спрема 3, и овие останатите би биле 9. Така би биле 9 што ќе останат другите коцки. Каде што ќе си бидат исти фенотип, бидејќи имаме и А големо, односно хетерозигот или хомозигот, и Б хомозигот или хетерозигот, и дека си има исти фенотип. Али важни се овие 4, така како што зборевме, каде што иако А генот, значи овој А ген е рецесивен хомозигот, тој сепак е доминантен врз Б генот, иако Б генот може да биде како доминантен хомозигот или пак хетерозигот. Така, значи А, иако е рецесивен хомозигот, повторно е доминантен врз Б генот. И сега нормално можеме да имаме уште многу повеќе комбинации. Во овој случај зборевме за два гена, значи ген А и ген Б, кои одредува едно фенотипско својство. Значи едно фенотипско својство. Така фото да го направам подобро. Но што ако имаме уште еден ген, ген С, кој ќе одредуваше исто за тоа истото фенотипско својство. Тоа што имавме уште повеќе дали епистатични, хипостатични гени и така натаму. Значи се надам дека разбравте што беше главната поента, дека имаме доминантност и рецесивност, у наводници, не ги нарекуваме така, на ниво на гени. Значи претходно имавме доминантност и рецесивност на ниво на алели во истиот ген, а сега имаме доминантен ген врз друг ген. Така, значи тие ги нарекуваме епистатичен и хипостатичен ген. Добро, тоа беше се за ова видео. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.